Пробиштиот гостувањето на Битолски Пелистер предизвика голем интерес меѓу љубителите на фудбалот, а по одигрувањето на 90 минути победата им припадна на гостинските фудбалери со 3:1. Но веднаш да кажеме дека по налог и самоволие на председателот на клубот Чедомир Крстев, на известувачите од оваа средба не им беше дозволено над преварот да го следат од новинарската кабина, која ја користат многу години. Зашто на гледачите им се извинуваме за некомплетност на спортскиот дел на извештајот. Едноставно и беше забранет пристап во клубските простории, а не го добија ниту записникот со основните податоци. Инаку, над преварот повеќе ги разочара присутните не заради поразот на своите миленици, туку заради многу слабата игра на двете екипи, а податокот дека многу навивачи средбата ја напуштија во средината на второто полувреме, кога победникот веќе беше решен, можеби и говори за одредено сомневање во конечниот исход. Веќе рековме дека победата им припадна на гостите од Битола. 2 гола постигна центарфорот на Пелистер, а 11-ката постигна 1, додека единствениот стрелец на голот за домашните е играчот со број 13. Слава екипата на Металург со 2:1. Инаку денешниот надпревар започна мирно и првата посериозна шанса домашните имаа во 10-та минута, кога центарфорот Јовановски задоцни, а шансата отиде во неврат. Иницијативата на домашните продолжи, а во 32-та минута од надпреварот домашниот играч Ангелковиќ беше слободен во гостинскиот 60-ти, па досудениот пенал Милосовски со прецизен удар од 11 метри ги доведе домашните во водство од 1:0, што беше бурно поздравено од присутните преку 2000 гледачи. Во вториот дел односот во играта не се менуваше, па сепак во 64-та минута по една безопасна акција на гостите Рајатовски убаво се ослободи од невнимателната домашна одбрана и од непосредна близина го изедначи резултатот на 1:1. Потоа и двете екипи имаа уште по некоја шанса за гол, но финишот им припадна на домашните, кои тргнаа на серија ништо. По неколкуте промашувања пред голот на Ристовски, буквално во последната минута, Досет од левата страна со силен удар го постигна победоносниот гол на домашните, што значеше 2:1 за Рудар и 2 нови бода. На ова гостите протестираа веројатно за продолженото време, но денес добриот судија Јовиќ од Кавадарци не ги уважи нивните реакции. Во облачно и врнежливо време и терен тежок за игра, денеска во Македонска Каменица фудбалерите на домаќинот Саца и Рудар од Пробиштип прикажаа квалитетна, борбена и докрај интересна фудбалска средба. Првата посериозна шанса домаќините ја искористија. Во 7-та минута по акција која не ветуваше многу, Анастасовски го проигра Темчев, кој биеше доволно силно и прецизно покрај немоќниот Папаров. Во првото полувреме за одбележување е и шансата на домаќините во 23-та минута. Атанасов изби сам пред гостинскиот голман. Имаше и други решенија, но отиде премногу во десно. На самиот почеток на второто полувреме 2:0. Корнер од десната страна го изведе Анастасовски, гостите неумешно реагираа, а нововлезениот Димитровски најдобро се снајде и пласираше неодбранливо. Гостите имаа само една единствена шанса, и тоа во 73-та минута, кога по една акција Нунев биеше за малку непрецизно. Судиската тројка на чело со Никола Богоевски од Скопје одлично го водеше над преварот, доделувајќи само еден жол картон. Од прикажаниот фудбал и по вакво врнежливо време во средата против Вардар, па денеска попладне доживеа студен туш пред своите гледачи. Пробиштипските рудари делуваат цврсто и сигурно, со брзи против напади го загрозуваа голот на Зекири, а во 2 наврата и прецизно стрелаа. Играа борбено и мотивирано, а одбраната функционираше безпрекорно. Веќе во 16-та минута Рудар дојде во водство. Стрелец на голот беше вредниот Давидков. Биеше од голема далечина прецизно. Во 32-та минута Јакимов играше со рака во 16-тникот, па за одличниот судија Слободан Јовиќ немаше дилема. Тоа беше пенал. Но, за жал, за домашните навивачи, Александровски биеше вака. Балкан Стоко Комерс во вториот дел продолжи со јаловите акции, а гостите беа конкретни и знаеа што сакаат.
го чуваа голот, Папаров одлично командуваше со одбраната, а тренерот Дончевски во вистински час изврши 2 измени. И еден од тие нововлезени фудбалери, Војче Тасев, во 90-та минута стави точка на овој меч. Го постигна вториот гол за Рудар. Кусо резиме: Балкан Стококомерц бескрвен, Рудар мотивиран и сигурен, Јович авторитетен. Комшинската средба помеѓу Рудар и Брегалница, што предизвика голем интерес меѓу љубителите на фудбалот во Пробишти, по доста возбудувања заврши нерешено 1:1. А спрема она што и двете екипи го прикажаа, се чини тоа е најправилен епилог. Брегалница, новаа средба во Пробишти, допатува по 2 бода, што можеше да се заклучи од отворената и агресивна игра на Штипјани. Наспроти нив, домашната екипа на денешниот напревар беше десеткувана, бидејќи голманот Папаров, Ѓорѓиев и голгетерот Давидков едноставно не настапија против бившите своји соиграчи, па оттука и нерешениот резултат е успех и за домашните. Надпреварот изобилуваше со доста шанси на обете страни, а по неколку промашувања на 2 гола, неочекувано во 33-та минута една своја безопасна акција Штипјани ја претворија во гол. Поранешниот Рударов играч Герасимов нафрли пред голот на домашните, па топката натрча ветеранот Здравков и од непосредна близина, покрај невнимателните Нунев и голманот Јанес, ќе доведе гостите во водство од 1:0, што беше студен туш за домашните навивачи. 10 минути подосна, Николов грубо го фаулираше домашниот играч Атанасов, овој му врати, па судијата Гранчаров на двајцата им покажа црвен картон. Во продолжението домашните ги засилија своите акции и по неколку промашени шанси во 60-та минута успеја да го изедначат резултатот на 1:1. Десното крило на домашните Јовановски од левата страна упати силен центаршут, топката доби ефе и влезе во мрежата на Петров, што предизвика ерупција од одушевување кај домашните навивачи. Тетекс повторно на свој терен извојува минимална победа, а овој пат совладана екипата на Рудар од Пробиштип со резултат 1:0. Малобројната тетовска публика и овој пат гледаше една слаба и крајно неинтересна игра, посебно во првото полувреме, кога двете екипи немаа ниту една посериозна шанса за гол. Второто полувреме започна со еден извонреден шут на Чупи, кој ја поводи стативата и кој како да најави поофанзивна игра на Тетекс. И на вистина, во наредните минути Тетекс заигра поагресивно, вршејќи постојан притисок врз голот на Рудар. Имаше и 2-3 посериозни шанси за гол, се до 20-та минута, кога по една подолга акција Чупи од работ на 16-тникот страна. Фудбалерите на Рудар денес им ја наполнија мрежата на скопските цементарци, победувајќи ги со 5:1, но доколку беа повнимателни можеа да победат и со двоцифрен резултат, бидејќи играчите на ФЦУ во Пробиштип се представија како екипа со мощни, скромни фудбалски можности. На откривањето на резултатот многу не се чекаше. Во 18-та минута наводните играчи на Рудар Милосовски, Досев и Герасимов изведоа брза и добра акција, топката дојде до Давидков, кој од неколку метри биеше прецизно во голот на ФЦУ, доведувајќи ги домашните во водство од 1:0. Само 5 минути подосна офанзивната игра на Рудар вроди со плод, а резултатот веќе беше зголемен на 2:0. Овој пат брзиот Ангеловиќ во празно го проигра голгетерот Давидков, кој како шило се проби меѓу двајца противнички играчи и стрелаше непогрешливо, а голманот на гостите Јовановски беше немоќен. Но тоа не беше се што рударите постигнаа во првиот дел. Во 30-та минута Милосовски направи успешен продор по десната страна, шутираше, топката се одби од гредата, но во прав момент натрча Досев и со глава од непосредна близина зголеми на 3:0. И во вториот дел домашите наполно имаа иницијативата, играа отворено и создаваа шанси, наспроти гостите од Скопје, кои се бранеа спасувајќи што може да се спаси.
Во 60-та минута пак на сцена стапи во редниот Милосовски, итро проигрувајќи го расположениот Рударов голјетер Давидков, кој зголеми на 4:0. А 5 минути подоцна ја видовме најубавата акција од која Рудар зголеми на 5:0. Незадржливите Милосовски и Давидков изведоа прекрасна акција, последниот со пета во празно го проигра нововлезениот млад играч Трајчев, кој од околу 10 метри постигна ефектен гол. Вреди да се одбележи и 82-та минута, кога Јакимов со ножички шутираше преку глава, но топката удри во пречката, а во 85-та минута гостите преку Станиќ од слободен удар го постигнаа почесниот гол, кој навистина беше неодбранлив. Се на се, тоа беше заслужена и убедлива победа на Рудар. Не се промени. Иницијативата пак ја имаа домашните. Во 72-та минута Рудар го постигна единствениот гол на средбата, со кој ги освои двата бода. Нунев милиметарски го проигра Досев, кој веднаш од околу 18 метри упати силен и прецизен. Спрема 1, па сега има дури 39 постигнати голови, стигна на онаа граница, веројатно задоволувачка за сите добри квалитетни екипи, од 3 постигнати голови на еден надпревар. Да видиме како беше денеска по Плавнево, студено беше бездруго на градскиот стадион, меѓутоа 7 голови, а серијата ја најави Петрески во 29-та минута, водство на Вардар од 1:0. Возбудување во 35-та минута, Станковиќ израмнува на 1:1, но веќе во следната акција, тоа е водство на Вардар од 2:1 стрелец Милошевски. Во 52-та, Ефтимов 3:1, Савов 2 минути подоцна зголемува на 4:1, петиот гол не е снимен, го постигна Вујовиќ, а конечниот резултат го постави Милошевски во